Глушецот и жабата, чита Александар Станојков. Еден глушец му се молил на една жаба за да го пренесе преку една река. Чунки беше чул глушецот, оти имало преку реката многу жито за јадење. Многу пати глушецот беше и се молил на жабата за да го пренесит, за да му сторите едно добро. Арно, ама жабата била многу погана, да не ичела да му стори добро. Еднаш беше била многу налутена и се погодило тога и да му речит глушецо за да го пренесуват преку река. Ајде бре глушец ни еден, доста ми додева, еве сега ќе те пренесам де, ама брго, најде еден конец подебел и подолг, за да се врзиш ти за мојата нога и така да те поминам, за да не се удаиш. Со голема радост глушецот отрчал и нашол еден конец без да знае што му мисли жабата. Се врза за неговата нога и за жабата и се предал на богна душа на жабата, за да го препливат отаде река. Тргнала жабата да пливат по река и беше си рекла сама со себе: сега ќе ми те гостамете, глушец, оти ме најде на пунтот, еве ќе те препливам, ама на днов река. Таман на среде река дошла и нурнала удолу во водата со нијете да го удаит глушецот. Кога виде пусти глушецот и ќе го носи жабата во дното од реката за да го давит, се опна со сета сила за да се задржит над водата, чунки сетиоти ќе умират, а пусто животот мила. Ватил да се преврлат преку вода како некоја риба отруена. Шлюк, пласкал над водата, туку така борба правил со жабата за да не му се даит и да го внесит удолу. Во тоа време прелетувал еден штрк и го видел глушецот кај се преаќа над вода и се снижил над водата, та го чапнал со клунот глушецот и си отишол на седелото со врзаната жаба за нога. Сопрво жабата ја вати за да ја јадит, а после глушецот. Не копај гроб другему, оти сам паѓаш во него.